Почитувани граѓани, полека и сигурно работите се менуваат. Со труд, со честност, со работа се прават сигурни чекори напред. Се гради насекаде. Се гради и на истокот. Нашиот источен регион беше најзапоставуваниот регион во минатото. Денеска е регион кој што најсилно се развива. Се поврзуваме и внатре во нашата земја, но и со соседите. Се градат 260 км автопатишта, 300 км експресни патишта, 950 км локални патишта. Се рехабилитираат над 1500 км постојни патни правци. 3 од вкупно 4 експресни патишта кои што во моментот се градат се токму во истокот. Тие го поврзуваат истокот и со Скопје, но и со останатите региони. Пуштен е во употреба автопатот Миладиновци-Штип, а од Штип до Радовиш и од Штип до Кочани се градат модерни експресни патишта кои го поврзуваат овој исток со Скопје и со останатите региони. Денеска, овде и во Пекчево, граѓаните се сведоци дека регионалните патни правци се реконструираат после неколку децении, како Пекчево-Делчево и како Пекчево-Виница, после неколку декади целосно обновени патни правци. Градиме за да ни се развиваат селата подеднакво со градовите. Градиме за секое населено место. Градиме за да обезбедиме економски развој. Не беше толку далечно времето кога наместо во патишта се инвестираше само во споменици, во бронза, во барок, во стиропор, а парите се изнесуваа на сметките на бегалецот и во Белизе. Заборавени бевме во едно друго време. Згрбавени бевме исто така во тоа друго време. Не сега. Сега сме слободни граѓани. Сега слободно разговараме, не шепотиме, дискутираме, критикуваме. Не разговараме за поделби, туку за заедништво и за чекорење напред. Токму од овде, од Пекчево, можеме да ја видиме разликата помеѓу СДСМ и ова ВМРО-ДПМНЕ, ова фейк ньюз ВМРО. Додека ние инвестираме во силна патна инфраструктура, Мицковски и ВМРО-ДПМНЕ овде инвестираа во 3 хидроцентрали за лично богатење, а на сметка на животната средина. Граѓаните овде во Пекчево се бунеа, протестираа, кренаа глас, но никој не ги слушаше, туку брзо беа замолчани од режимот. Тоа беа методите на ВМРО. Молк, страв, несигурност. Истата слика во денешните спотови за оваа кампања. Додека ние овде во Пекчево, во Берово, во целиот овој регион инвестираме во пречистителни станици, во проекти за заштита на животната средина, за да ја заштитиме средината, Мицковски со неговите хидроцентрали целосно ја наруши истата и секојдневно ја загрозува. Наследивме хаос во непланско и недомаќинско работење и планови за патиштата, трошоци за санирање на штетите, во промашени траси, во некомплетни проекти. Но го поправивме сето тоа и изградивме современа патна инфраструктура и инвестираме во капитални проекти за современа држава. Покажавме дека можеме и дека умееме. После 15 јули ќе покажеме дека можеме уште повеќе, уште подобро. И за Пекчево, и за целиот исток, и за целата наша земја. Можеме.